Продолжуваме таму каде што застанавме. Откако веќе разговаравме за панелот поврзан со политиката, панелот поврзан со медицината, панелот поврзан со бизнисот, се разбира и киноут спикерот кој што ни беше Петар Матовски, кој направи еден сублимат на се она што представува суштината на организирањето на овој прв македонски канабис форум, не може да не завршиме со областа поврзана со човековите права. Во овој дел имаме 5 панелисти, кои секој од својот домен на активизам ке зборува и секој од својот домен на разбирање на оваа област на човековите права ќе има излагање, овој пат по 6 минути по панелист, со тоа што четворица се присутни заедно со нас тука, а додека пак петтата е преку линк, која исто така ќе имате можност да ја проследите. Подсетување уште еднаш, вашите прашања, вашите коментари можете да ги напишете во секторот за коментари под овој директен пренос кој го имаме на социјалната мрежа и дополнително мрежа Facebook, се извинувам, преку нашиот профил фан страницата на Билка, но дополнително исто така, доколку сакате да прашате нешто и додека зборуваат, јас ќе ги соберам прашањата, па потоа ќе ги поставам и до панелистите. За разговараме заедно со Натали Петровска, која ни е на линк, а тука со мене се Наташа Бошковска, потоа Игор Јадровски, Јасмина Голубовска и Бојан Петровски. Добре дојдовте сите и се надевам дека ќе имаме една убава плодна дискусија како веројатно јаготка на шлагот на овој прв македонски канабис форум и ќе имаме можност да отвориме прашања за кои досега сме разговарале пододделно низ многу наврати, но овој пат со некакви заклучоци ќе можеме понатаму да продолжиме во оваа борба за која што слоганот за овој форум е легализација сега. Ке започнеме со Наташа Бошковска. По 6 минути имате сите. Наташа, како адвокатка, заедно и со колешката Натали Петровска, веројатно ќе имате одредени излагања кои што ќе бидат можеби во одредена доза слични, но низ директната пракса која што ја правите на вашата дејност, сметам дека е важно да се слушнат различни мислења и затоа повелете. Вклучив, да, во ред. Благодарам. Јас сум сигурна дека ќе се согласиме со колешката Натали. Она што јас сакам во моето излагање да го потенцираме одредени истражувања што покажуваат во однос на канабисот и генерално на психоактивните супстанции, паралелно со она што е закон и што е пракса. И како всушност она што го вика науката, она што го викаат истражувањата, дека не е преточено во законите и со тоа всушност се прекршуваат и правата на луѓето кои употребуваат канабис или било која друга психоактивна супстанца. Последните декади постои тренд на зголемување на употребата на канабис и на други психоактивни супстанции. Овој тренд се следи и во нашата земја. Од друга страна, бројот на земји каде доминантно се присутни прохибиционистички или политики на прогон на луѓето кои употребуваат супстанции се поголемиот дел од државите. И Македонија не излегува од овој тренд. Но она што е важно да се потенцира дека дури и најрестриктивните политики, најрестриктивните закони, дури каде што на луѓето им се заканува и смртна казна, и овие држави не успеале да го сузбијат, како што е зборот што се употребува во војната против дрогите, да го елиминираат употребувањето на канабис или на било која друга супстанца. И од тука ќе се види дека дури најстрогите закони не успеале да го спречат тоа, па како противтежа на ваквите рестриктивни политики се појавуваат и политиките за декриминализација децени наназад, кои што го отвараат прашањето на тоа дали е можна поинаква регулација која што ќе биде хумана политика кон луѓето кои употребуваат канабис или друга психоактивна супстанца, наспроти профитот и наспроти вистинските криминалци. Истражувањата покажуваат дека истражувања направени во 27 земји на законската рамка на тоа како е регулирана и употребата и поседувањето на канабис и други супстанции за лична употреба, со 4 модели кои се применуваат во овие 27 земји, значи од најрестриктивни до најлиберални, покажува дека всушност начинот на кој што е регулирана однесувањето на луѓето кои употребуваат психоактивни супстанции,
поседувањето за лична употреба не влијае на преваленцата на употреба. И ова е аргумент наспроти оној аргумент кога најголем дел од луѓето се плашат дека кога отвораме дебата за легализација или декриминализација, дека со тоа ќе се овозможи лесен пристап на луѓето, дека луѓето ќе почнат многу да употребуваат канабис, посебно младата популација, но ваквите тврдења се побиени со повеќе истражувања, еве едно од тоа е ова што го спомнав, а има и посебно истражување од 2019 кој што пак покажува дека либерализацијата на регулирањето на канабис, односно декриминализација или олабавување на политиките за медицинска употреба на канабис не влијае значајно на зголемување на преваленцата кај употреба на канабис помеѓу младата популација. Така што тој страв дека ако ние декриминализираме и легализираме, дека сите ќе почнеме да употребуваме супстанци. Едно друго истражување во Британија 2015 година, што да речам некако го потресе и меѓународниот систем на тоа како се регулирани психоактивните супстанци, покажа дека всушност легалните дроги, цигарите и алкохолот се многу поштетни како за индивидуата, така и за опкружувањето, за општеството наспроти канабисот или други психоактивни супстанци, така што всушност овие бројни истражувања кои се прават во оваа област повлијае или извршија влијание врз Светската здравствена организација веќе да почне да размислува да донесе документ со кој што ќе се ревидира, ќе се рекласифицира канабисот и нема да се смета за најштетна супстанца слична на хероинот, која што пак нема никакво медицинско дејство. Ние читаме секојдневно, слушаме и вчера на панелот за канабис и медицина ги слушнавме колегите како зборуваат за благотворните дејства на канабисот и во медицински цели. Така што она што сега Светска здравствена, односно тие листи на Обединетите нации како го класифицираат канабисот не соодветствува на истражувањата. Така што како меѓународната правна пракса, така и македонскиот закон не соодветствува на она што го покажуваат податоците од истражувањата и затоа всушност ваквите политики на прогон резултираат со социјална неправда, индивидуални прекршувања на човековите права на луѓето, влијаат на влошување на јавното здравство и на трошење на финансиски средства од буџетот за прогон. Ние секојдневно читаме за статии за луѓе кои што се приведени, процесирани или казнети за фатени со еден џоинт, фатени со неколку грама канабис или некоја друга супстанца, тоа го гледаме од пракса. Она што загрижува е всушност ако се чита кривичниот законник, тоа е и колегите други кои што се на панелот верувам ќе се осврнат на тој дел, кај нас не е казниво поседувањето за лична употреба. Кај нас се казнува ако се поседува, ако се произведува со намера да се продаде, со намера да се заработи. Но иако кривичниот законник не предвидува казнување за лична употреба, воспоставена е толку значајна силна пракса од страна на полиција, обвинителство и судови, таа пракса со години се спроведува што веќе е посилна и од законот. И ние фактички имаме де факто криминализација на употребата на канабис и било која друга супстанца, затоа што нашиот закон не разликува канабис, полесни, посилни супстанци, туку сите се во еден ист кош. Во 2009 беше дополнет овој закон со нов став кој што вели оној кој што ќе биде фатен со помала количина ќе добие поблага казна. Но повторно таа количина не значи и ослободување од одговорност, туку само поблага казна. И сега тоа помало количество не беше јасно за полицијата, за обвинителството како да се гони, како понатаму да се процесира. Па обвинителите си донесоа нивно внатрешно упатство, кое што предвидува дека 5 грама марихуана ќе се смета за, или канабис, во нивното упатство стои марихуана, ќе се смета за помало количество, 2 грама хероин и 2 грама кокаин ќе се смета за помало количество. Се на таа количина ќе им прети казна на луѓето од 3 до 10 години затвор. И токму ваквото упатство на обвинителството всушност е на некој начин преточено во закон, бидејќи она што обвинителот ќе квалификува, судот го суди, без никакви критички однос кон доказите и докажувањето на намерата дали тоа лице кое било фатено со одредена количина имало навистина намера да го продава и го исполнило обележјето на кривичното дело од кривичниот законник или е само поседување за лична употреба. И оваа де факто криминализација всушност може да престане уште вечерва, доколку полицијата престане да ги гони луѓето.
А ние во иднина да работиме на доуредување на овој член од кривичниот законник на начин на кој што ќе се појаснат обележјата и различите дејства и што е тоа што е кривично дело, а што е тоа што е дозволено однесување. Постојат земји каде што Јанаки баш вчера спомна, но и повеќе пати сме зборувале за тоа дека всушност тие конвенции на Обединетите нации на некој начин ставаат рамка. Тие се не овозможуваат легализација во правата смисла на зборот, легално регулирање на употребата на канабис и на други супстанции на национално ниво, но имаме добри примери кои што на некој начин ја избегнуваат таа строга регулација на конвенциите на начин на кој што имаат политика на толеранција. Иако во законот е пропишано казнување, сепак односот на полицијата, обвинителството и судовите е таков што имаат некој послободен пристап кон постапувањето за поседување за лична употреба или производство повторно за лична употреба. Така што декриминализацијата не ја измисливме ние, веќе имаме добри примери во светот и треба да размислиме што можеме кај нас да примениме со цел да ги заштитиме правата на луѓето кои употребуваат канабис. Добро, благодарам за сега. Ќе имаме можност да се навратиме повторно да разговараме за овие прашања. Би се преферил сега директно кај Јасмина Голубовска, активистка и наназад и доста гласна поддржувачка. Без разлика, мислам што сите тука имаме една заедничка цел на мисијата и визијата на Билка. Јасмина од активистички аспект, Наташа спомена доста добри аспекти кои што се однесуваат на прогонот на тој дел, но верувам дека и дел од излагањето ќе се однесува тука некаде исто. Игор од Преска го гледам вака со главата потврдува доста работи исто и Бојан за она што го зборуваше Наташа, повели. Ти благодарам, Огнен. Добро вечер на сите кои што не следат. Се надевам дека не слушате добро со маските. Јас би сакала да не навлегувам и во другите, мислам Игор тука ќе зборува малку можеби за конвенции и за права. Би сакала малку да дадаме друг осврт на оваа тема. Прво би сакала во јавноста и она што е стигматизација и на што се должи долгогодишната стигматизација на луѓето кои што се корисници на канабис и други лесни или други опојни други и така натака. Станува збор за тоа што во јавниот дискурс пропагандата секогаш се однесува на практично темата се води на тема легализација на билката или на растанието, што сметам прво дека е погрешно, а од друга страна се оцрнуваат или корисниците на истата. Затоа што ние во Република Македонија сметам дека треба јасно да испратиме порака дека станува збор за рушење на концептот на човекови права, на многу уставно загарантирани пред се права на граѓаните, кога станува збор за нивното здравје, живот, приватност и она што се нарекува економски бенефит од целиот концепт на легализација на растанието. Потоа би сакала да направиме на дистинкција и каде се би можело да има прекршување на права со легализација и декриминализација, особено да сме свесни дека живееме во Република Македонија, че имаме 3 практично области каде што државата може да има профит и каде што луѓето не би можеле да имат бенефит. Во таа смисла би напоменала дека индустрискиот или така наречениот коноп, кој што е една сосема нова гранка за која што не сме дискутирале прилично, каде што може да отвори многу работни места, не само медицинскиот и канабис и за рекреативна употреба, тоа се гратежна индустрија, модна индустрија, не знам, храна, кујна, добри рецепти има, се прават со масло од канабис. Понатаму ќе почнам да те прашувам во тој аспект, така што тука завршува делот со кујната и храната. Тука можеме да стравуваме од монополизација и кршење на работнички права пред се. Потоа во областа на рекреативниот и медицинскиот исто така станува збор каде што веќе има монополизација, тоа е во медицинскиот. Монополизација и отворен простор за корупција, особено имајќи предвид како се донесени лиценците, не знаеме, не го следевме процесот, тоа беше затворен процес, нема надвршен мониторинг на тој процес и затоа сме доведени до оваа ситуација каде што целиот јавен дискурс и дебатата ја контролира практично некој што го донесе законот, во случајот власта. Бенефитот што е уште пострашно, гледаме дека има тука и фамилиарни врски,
длабоко поврзани со она што се нарекува власт кај нас. И тоа не е секојдневие. Ние не знаеме во тие моментално фабрики како се условите за работа, кои луѓе работат, која е нивната позадина, биографија и експертиза во растење на одредени врсти кои што нели се специфични за конкретни болести. Немаме пристап, нели за извоз се планира целата таа нивна, да кажам, нивни продукти за кои што немаат лиценци да извезуваат. И многу добро знаеме, нема да криеме дека тоа се пласира веќе во последните 2-3 години на црниот пазар. Што значи дека, затоа што пред 3 години немавме квалитетна трева на црниот пазар, односно канабис како што има сега, што е многу чудно. Дури пред 3 години, односно 4, не имаше воопшто на црниот пазар. Имаше само некоја црна врста за која што не би сакала да дискутира. Понатаму во однос на кривичните случаи, прво би сакала да поделиме достоинството на луѓето и рушењето на достоинство во начинот на како што се пресретнуваат на улица, се користи сепак арбитрарно правото за стопирање под основано сомнение, се вели во Законов за полиција, каде што може да бидете спречени, да бидете застарати на улица и претресени под основано сомнение, не знам, дека носите ладно оружје, дека им изгледате сомнително, дека сте под дејство, и при тоа да бидете малтретирани низ процесот, а тоа се множно случаи кои што за тоа може да се дискутира со години наназад, за тоа каков е односот, секако различен во секоја полициска станица, меѓутоа, вие завршувате на крај потрошена цела вечер со или цел ден со полициски службеници кои што арбитрарно го практикуваат, ниту имат познавање за кривичниот законник или за членот, ниту ги прават разликите за тоа што и како лицето поседува. Младите особено се травматизираат во овој процес, кои што понатаму исто така се присилуваат да бидат и соработници на полицијата, што е забрането. Тие не се информирани најчесто за нивните права и се малтретирани во смисла на не им се ни кажуваат нивните права, за да може да станат на некој начин соработници на полицијата. И со тоа дополнително се стигматизираат и себе и околината за она што го практикуваат, дали од медицински или од рекреативни потреби, независно. И на крајот, најголемиот бенефит на луѓето кои што се болни од различни болести за кои што нели преку билки може да добијат некаква или пак лек или пак некакво смирување на состојбите. А тоа е особено важно и за деца, заради тоа што кај нас многу родители треба да се кријат, особено тоа во нашето искуство работно сме го виделе, се кријат заедно со докторите за да набават масло за деца, што е многу страшно. А пропагандата на власта беше за жал со монополизација на пазарот и со легализација само за нивни цели, беше водена под сликата дека одат во одбрана на децата и нивните потреби. Беше ужасен говор во собраниската седница ако ви текнува. Така што сметам дека мораме, ако веќе одиме во оваа насока, сериозно што од сега да ги отвориме сите прашања, заради тоа што е сериозна тема во која што граѓаните навистина може да бидат оштетени. И земјоделците кои што нема да имаат пристап да едноставно да садат или да добиваат лиценци заради високите суми за кои што се бара вие да поднесете гаранции банкарски до 500.000 евра, тоа е неверојатно. Не е треба да размислуваме децентрализиран концепт за легализација за сите општини да имаат бенефит, пред се локални болници да се направат, образовните институции, библиотеки, театри и се она што недостасува, особено во руралните средини. И сметам дека натаму треба да се насочат средствата, не да се акумулираат во буџетот во централниот буџет, во министерствата, пример Министерство за образование, правда или така натака, туку во општините каде што може на вистина директен бенефит луѓето да имаат. На крајот би сакала да завршам дека ќе подржуваме или барањата на билка, меѓутоа и тие треба да се продлабочат уште повеќе во оваа насока. Секоја тема да се разгледува засебно и нели да можат сите луѓе кои што би сакале да бидат индивидуални, не само групни или колективни групи кои што можат да одгледуваат, туку индивидуални одгледувачи, тоа да биде дозволено со минимум услови, меѓутоа контрола
од страна државата за придржување до протоколите. Така ќе имаме размена и со големиве компании, можеби некој од индивидуалниве одгледувачи ќе има шанса нели да продава за поголемите компании, така натака и така натака. Добро, благодарам Јасмина. Следно Игор Јадровски, Хелсиншкиот комитет за човекови права. Бидејќи те најавија и Јасмина и Наташа, мислам дека нема потреба јас да те најавувам, така што повели со излагањето. Фала ти, Огнен. Добро вечер на сите и од мене. Јас ќе се потрудам преку моето излагање да дадам некакви практични примери кои што ги имаме сретнато преку работата во Хелсиншкиот комитет, кон аргументацијата зошто е потребна декриминализација и легализација на канабисот, односно преку некои лични истории на луѓе кои што биле гонети за тоа што употребуваат канабис, се со цел да покажам со какви прекршувања на права се соочуваат во текот на постапката, меѓутоа и низ целата онаа голгота што ја поминуваат, што не може да кажеме да добие некаква правна квалификација и како значајна. Прво да кажам дека во Хелсиншкиот комитет е еден од основните сервиси преку кои што сме веројатно и најпрепознаени, давањето бесплатна правна помош. Целта на овој сервис, покрај тоа што да се даде индивидуална правда и помош во индивидуален случај, служи за добивање на некакви податоци, добивање на информации за одредени трендови, каде системот потфрла, дали е тоа во одредени политики, дали е тоа во одредени закони, дали е тоа во одредени пракси. Па истото се случува и кога даваме бесплатна помош на луѓе кои што се гонети за тоа што употребуваат канабис. Каде почнува првиот проблем? Тоа е неинформираност и уплашеноста на луѓето, кога добиваат обвинени или кога се фатени, да кажам, од полицијата, тие најчесто не ги знаат своите права, нешто за што говореше Јасмина предходно, и буквално се наоѓаат во некаква невидена паника, бараат од нас прво да им се обезбеди адвокат. Бидејќи ние немаме адвокати, најчесто сработуваме со адвокати од доверба, па ги насочуваме странките кон нив, каде што веќе добиваат некакви информации околу тоа каква ќе биде постапката, зашто се гонат и слично. Листајки низ случаите кои што сакав да ги презентирам денеска, видов дека има неколку заеднички нишки, па дури личат еден на друг. Првото што е многу карактеристично, говореше Наташа за тоа, е дека сите корисници за канабис се гонат според член 215, кој што воопшто не го пенализира користењето канабис во лична употреба, туку пенализира производство и продажба на канабис, не само на канабис, туку и на други наркотични и психотропни супстанции. Значи во старт имаме погрешна квалификација на кривичното дело, односно корисниците се гонат за кривично дело кој што не го сториле. Не е исполнето битието на кривичното дело производство и продажба, туку едноставно го користат канабисот во лични цели. И тука веќе почнува она прекршување на нивните права, кое што веќе, како што кажа Наташа, е ставено над сила на закон. Значи некаква пракса која што без разлика како го толкувате законот продолжува и продолжува. Она што е многу специфично е што корисниците на канабис, ќе го земам најскориот случај кој што го имавме, секогаш доброто е што во принцип на сите им се дава можност за склучување на нас погодба пред обвинителството. Тоа е добро како опција, меѓутоа не е добро колкави казни добиваат, затоа што иако најчесто има можност за некаква условна казна, таа е секогаш долга и несразмерна. Па ние имавме странка која што за своја употреба имаше 20 грама канабис, беше корисник на други психотропни супстанции и го користеше канабисот како средство за одвикнување од другите психотропни супстанции. Прво и нешто што е многу специфично е што кога странката беше повикана во обвинителство да даде исказ, немаше адвокат. Сега тоа говори и за слабостите на законот за бесплатна правна помош, која што не опфаќа давање бесплатен адвокат во вакви случаи, значи во кривични случаи. И тука странката треба сама, буквално без, најчесто тоа се правно неуки странки, кои што треба сами да испреговараат со обвинителот и да добијат некаква понуда за спогодба. Во овој случај странката како леснителна околност, откако ангажираше адвокат,
откако ја споивме со адвокатот, како леснител на околности беше земена околноста дека претходно бил зависник од потешки психотропни супстанции и обвинителот тоа го зема предвид, меѓутоа казната која што ја доби странката беше според мене драконска, 2 години затворска казна која што беше заменета со 5 години условни. Сега замислете за 20 грама канабис, вие 5 години добивате условна казна, што воопшто не е малце. Друго нешто кое што повторно и мислам случај кој што повторно го нагласува на нелогичност за товарење за извршување на одредено кривично дело, чие што битие не е исполнето. Имавме во случај каде што наша странка беше фатена од полиција кај негов пријател, кој што во дворот имал едно растение канабис. И странката веднаш беше приведена и доби обвинение. Овдека е многу интересно затоа што полицијата ниту имаше никакви докази, како во повеќето случаи, дека од тоа стебло канабис некој ќе продава, ќе произведува или било што, ниту пак кај странката беше најден канабис воопшто. Значи тој се затекнал во дворот на неговиот пријател кој што имал растение канабис. Ова не доведе и до вториот проблем кој што можеме да го видиме во овој случај, што многу лесно се употребува мерката притвор. На оваа странка и беше дадена мерка куќен притвор, што на крајот на денот повторно е притвор, и мислам дека ваквото однесување е типично за повеќето случаи кај корисници на канабис кои што ќе бидат уапсени од полиција и ќе добијат обвинение, дека многу лесно се фрла таа мерка притвор, а веќе мислам дека не само ние правниците, туку општата јавност и е здосадено од повторување дека таа мерка не треба да биде користена тек така, треба да биде користена само во одредени случаи, се знае што е точно целта на мерката притвор. Кога сме кај мерката притвор, би го спомнал и последниот случај кој што за мене беше можеби и најтешкиот случај кој што го имам сретнато од како работам во Хелсиншкиот комитет, се однесува на корисник на канабис. Имавме случај на 20 годишно момче кој што не беше од Скопје, од Источна Македонија, фатено со исто мислам дека околу 10 грама канабис, беше спроведено во притвор во затворот во Шутка во Скопје. Значи симптоматичното беше што оваа странка никогаш претходно немала направено кривично дело, никогаш претходно не било осомничена, ниту пак гонета за одредено кривично дело, и сега вие имате ситуација кога 20 годишно дете под сомнение дека сторило кривично дело кое што би му било прво кривично дело, му одредувате притворска мерка во затвор надвор од неговиот роден град, многу далеко. Стануваше збори за лице од семејство кое што во социјален ризик, па неговите нема во можност воопшто да дојдат и да го видат, и сега можете да замислите, апсолутно не сум експерт на таа тема, меѓутоа што се значи каква траума е 20 годишно дете да биде ставено во притвор без да може да ги види своите и да поминат 20-25 дена додека неговиот адвокат успее да ги убеди судијата и обвинителот дека треба да му се замени таа мерка со домашен притвор. Што ни говорат сите овие три ситуации? Да го извлечам заклучокот. Моменталната законска рамка, моменталната пракса, постапувањето на полицијата и на правосудните органи прво значат влијаат на владењето на правото во земјава. Луѓе се товарат дека извршиле одредено кривично дело кое што не го извршиле. Значи се доведува прашање владењето на правото, се доведува прашање правната сигурност на граѓаните. Ако вас ве товарат дека сте извршиле одредено кривично дело, а не сте го извршиле, битието не е исполнето, во случајот станува збор за канабис, кој ќе ви гарантира дека утре нема да се случи тоа за некое трето кривично дело. Так. И малце пошироко, можеби најшироко земено од аспектот на човековите права, имаме една системска, долгорочна дискриминација кон корисниците врз лично својство. Тие се гонети за одредено кривично дело само затоа што се корисници, а кривичното дело не го сториле. Така што мислам дека целата оваа аргументација, која што верувам на повеќето ни е позната, вака спакувана, може да придонесите како во аргументацијата зошто треба и мора да се случи што поскора декриминализација и легализација на канабис. Благодарам, Игор. Следно одиме со Бојан Петровски од Националниот младински совет на Македонија. Бојан, во
однос на сите овие работи и овие примери кои Игор ги даде сега, исклучително имаат значење за приближување на ситуацијата на оние кои што можеби ниту стручно, ниту пак наблюдувачки се бават со денешната тематика, така што повели со твоето излагање. Благодарам, добро вечер на сите. Само ми се потврдија некои работи што сакав да ги извадам во говорот и колку целова заврзлана на крај влијае врз една работа што ќе ја говорам вечер, тоа е една таргет група на луѓе што се дискриминирани, таргет група на луѓе што им е покажувано со прст, што се делото на од они секаков тип на бруталност полициски, правен, административен, а тоа се младите уживатели на канабисот. Тоа се сите оние луѓе, млади луѓе што ги имавме сега како примери и во правниот, и во секојдневниот, и во активистичкиот дел. Имаме проблем голем и кон тоа има предизвици. Мораме да почнеме да работиме по предизвиците за да стигнеме до можно решение на проблемот. 5 работи би навело за денеска, има многу, има навистина многу, но ќе се задржам на 5 што мислам дека се системски споено едно под друго. Намерно ги запишав зашто сакам да зборам еден по една за нив за да сватиме зашто се тие системски поврзани. Тоа би биле културата, образованието, законската легислатива, бизнисот и дискриминацијата. Тотално се едно под друго поврзани. Ќе почнеме од првото од културата. За жал нашата генерација на млади луѓе, за жал или за среќа се дел од два системи. Има дома луѓе, имаме роднини, пријатели, општество што е дел од два системи, два различни политички системи, два различни држави, две различни државни системи кои што за жал или за среќа влада е огромна предрасуда и дискриминација, постојат митови и предрасуди. Тука се ние уште нели чекавме да напуниме 17-18 години, да искочиме негде па да видиме дека не ставаат марихуана во пијачките и дека кога ќе искочиш во град нема некој чичко да дојде ти стаи со сила дрога во твоето тело. Дело за образованието што можеби е најважен во цела оваа ситуација, почнувајќи од цело наш образовен систем што ги имаме сите оние проблеми, да почнеме дел со учебниците кои што се полни со дискриминација, па се до моментот на представување на канабисот како тешка дрога, опојна супстанца која повторно е дел од митови и неточни информации што е ствара сосем голем проблем и погрешна слика дури и на оние родители кои што немале можеби можност во животот толку информации да имаат за канабисот како што се нели оние тешки действија што би се случиле доколку конзумираш, па се до момент на халуцинации, сите оние негативни здравствени работи, па како навлекување и умирање и сите оние одење во лудница. И за жал тие работи се вистините и мислам дека може сите под време ги пишува во учебниците. И тоа е страшна работа. Па се до оној момент кога ги имаме, ако ги нема во учебниците, ги имаме во предавањата. Повторно имаме спојна системи, луѓе што живееле во друг систем и дури кога ги нема и при само презентирање на децата, дури од најмалото основно, кога се збори за темата дроги, се поистоветува канабисот со тешки дроги како хероинот и кокаинот, со начинот на врзгување и тотално неточни информации кои што создаваат една погрешна слика на детето и со тоа му создаваат еден страв и тотално неточни информации со кои што би се соочил понатаму во општеството. На крај кога ќе дојде некој млад човек со такво образование подковано до овој момент, му доаѓа мислам дека целосен проблем во размислувањето и се доаѓа до прво во што да верува, дали во тоа што те учело образованието, дали во тоа што зборуваат групи на луѓе, па се соочува со проблемот на домашните исцелони промена на систем кај што вели оставите ги тие зборат може да се наркомани и говорат за една таква работа, значи се би почнало можеби, а може би завршило со образованието. Понатаму би било законот, тоа е на сите што го збориме, што го потврдиме, имаме тотално нејасен закон. Законот е моментално по кој се гонат многу млади луѓе е катастрофа. Дури сум бил сведок и многу мои пријатели биле сведоци и мислам дека сите веќе потврдите дека дури полицијата има проблем. Полицијата некош не знае како да постапи при наоѓање или во обид да приведе некој или дали да го приведе некој со колкаво количество на канабис или тоа е уживател што деца имаат се тегнат по паркови полици што имаат 10 грама канабис. Што се збори на шега, со 10 грама ќе идам низ цела Македонија на сите по една куќа да им дадам помалку. Што е навистина смешно. И мислам дека на тоа треба многу да се работи од самиот почеток со целосна законска промена. Бизнис делот е многу интересен. Зошто? Затоа што тоа сигурно се спомнало во бизнис панелот. Многу малку се гледа на овој младелачки дел кај што има толку млади претприемачи со одлични идеи кои што ги делат секаде низ светот,
но се плашат тука да ги спомнат да не ги нарачат дека се дел од некој наркокартел. Среќа што го спомна, бидејќи за жал не го спомна во бизнис панелот. За жал не го спомнале, јас ги охрабрувам подетално на таа тематика. Има толку многу млади луѓе, млади претприемачи што може да бидат во корис и на државата, и на своите градови и општини, тоа што и Јасмина што го спомна преска, за да се спречи дел на монополизација, односно да се централизира производството на канабис на неколку компании, со давање на гаранција од огромни суми на пари, што реално млад човек кој што е нов во бизнисот, и сите знаеме дека младите луѓе обично кога почнуваат бизнис почнуваат со кредити, не може да земат 500.000 евра кредит од банка, дури сигурни цел свој имот и имотот на сите другари да го дадеме, не можеме толку пари да собереме, за 10 души треба 100 души да се собереме, за да отвориме таков бизнис. Така што се испушта тој дел целосно, тој дел за млади претприемачи кои што навистина можат да придонесат и во буџетот, а и да ги спомнеме сите оние бенефити што ги имаме како пример од другите модерни земји и колку со целосно таа легализација и декриминализација се довело до намалување на сите оние нуспојави во општеството. Нигде нема податок дека настанал хаос од кога се легализирало, така што мислам дека е тотално промашан фокусот во делот на претприемништво кога се збори за канабисот. И за на крај се ова да биде сублимирано доаѓа дискриминацијата наред. Токму поради овие 4 работи што ги спомнав, целосно тотално погрешно образование, тотално погрешна законска легализатива, необрнување внимание на бизнисот и бизнис интересите и на државата и на тоа што можеме да придонесеме како млади луѓе и на крај да ги заокружиме со стереотипи и предрасуди. Има една работа што мора сите да се признаваме, треба многу повеќе да работиме во делот на информирање. Зошто? Зашто мислам дека многу малку луѓе знаат каде да се обратат во случај да им треба правна помош. Мислам дека и тука ние сами треба да си размислиме и да се обидиме да бидеме што погласни во делот на информирање, каде зашто се случува секојдневно млади луѓе да бидат приведувани заради канабис, каде може да се обратат, дека постои Хелсиншки комитет, дека можеби треба да постојат уште 300 организации како Хелсиншкиот комитет, зашто они не можат да стигнат. Тоа се случува секојдневно и сите знаеме дека само тука се спомнаа неколку случаи што се кладам дека се повеќе од 20-30 можеби неделно. Така што потребни се повеќе организации што би работеле на ова, ја ги охрабрувам сите млади адвокати што сега завршуваат доброволно, волонтерски да се приклучат, да наоѓаат начин да им помагаат на сите млади луѓе што им треба помош. Го охрабрувам Министерството за образование за тотална ревизија на делот во учебниците, каде што е делот каде што се разговара за дроги, да се смени целови наратив за канабисот. Нормално и сите оние други предрасуди што ги имаме во учебниците, а не е само канабисот, навистина се многу скоро во секоја сфера. И на крај би завршил с една реченица, за да имаме легализација сега, ни треба декриминализација веднаш. Така што им порачуваме на политичарите сериозно да го сватат ова и уште од утре, буквално од утре да се почне со процес на декриминализација. Така, благодарам Бојан. Ни остана уште Натали Петровска во делот на воведните излагања. Натали, доколку не слушаш, дали не слушаш? Да, не слушам. Да, одлично, и ние сега те слушаме. Натали, мислам дека многу убав шлагворд ти дадоа сите четворица досега во своите излагања, така што не би одземал време најавувајките, освен делот како адвокатка, зашто веќе кажав и на почетокот, предпоставувам дека исто ќе имаш точно искуство да ни пренесеш во следните 6 минути кои ги имаме за тебе. Повели. Благодарам, Огнен. Со цел да не се повторувам со дел од колегите кои што веќе упатија на постоечката регулатива по однос на ова прашање, јас ќе се обидам да дадам перспектива нистото низ призмата на статистиката која што ја имаме и судските постапки. Имено доминантен дел од постапките кои што се поврзани со овие кривични дела од областа на загрозување на здравјето, а кои што се водат пред домашните судови, се по членот 215, односно неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции прекурсори. Меѓутоа, дури покрај постоењето на овој податок, она што е уште поспецифично и интересно во поглед на статистиката со која што располага државата, во поглед на овие кривични дела, е тоа што во периодот од 2008 до 2017 година во Државниот завод за статистика кој што ги обработува овие податоци, а се сумирани од водењето на судските постапки и од постапките кои што ги води обвинителството,
Не е издвоена посебна статистика за кривични дела против здравјето на луѓето, во рамки на кои што спаѓаат токму и овие кривични дела 215 и 216, односно истите се опфатени во статистички податоци кои се однесуваат за останати кривични дела. Значи, казнената политика за 2017, бидејќи таа е официјална последна која што ја има апдейтирано заводот, вели дека најзастапени кривични санкции кои што се изрекуваат од страна на судовите за овие дела, како вид на главна казна и се ефективна казна затвор и како вид на алтернативна мерка, нели условната осуда со казна затвор, односно подкрепено со статистика, ова би било дека по членот 215, например, за вкупно 254 осудени лица во таа година, на 53% од истите им е изречена ефективна казна затвор, додека на 47% например е алтернативна мерка, односно условна осуда. Слична е, односно не е баш слична, малку поразлична е статистиката по однос на членот 216, меѓутоа тој не навлегува премногу во темата која што денес ја опфаќаме, бидејќи ги диференцира од поинаква смисла овие дела кои што се поврзани со здравјето. Меѓутоа се разбира, ова се сумарни податоци за сите видови наркотици кои што се опфатени во овие кривични дела, не се однесува исклучиво на канабисот, од причина што ниту нашиот Државен завод за статистика, ниту судскиот систем, односно целиот правосуден систем кој што опфаќа постапување по однос на овие кривични дела, не го евидентира индивидуално користењето, односно да речеме во овој случај пуштањето во промет и слично на канабисот. Бројот на полнолетни лица осудени за кривични дела поврзани со дрога во периодот на изминатата декада, например, е околу 4% од вкупната бројка на осудени лица во државава, додека пак затворски казни, од вкупниот број на затворски казни по однос на овие кривични дела по член 215 и 16 е околу 9% од вкупниот број на изречени казни. Сега јас како паралела би можела да посочам, например, на ниво на еден од судовите во натрешноста во државата при анализа на овие кривични дела во временски период од прилика 4-5 години. Од вкупниот број на правосудно завршени предмети за овие дела, статистиката вели дека 30% се однесуваат на поседување на помало количество дрога, односно она што веќе го напомена и Наташа и Игорчина. При тоа казнената политика варира од 3 до 10 години за основниот облик, односно од 6 месеци до 3 години за помало количество, она што го спомнавме, помалото количество кое што е дефинирано во задолжителното упатство по кое што постапува јавното обвинителство. При одмерување на санкциите, судот во речисите сите случаи како тежителна околност ја смета зголемената употреба на дроги, а како олеснителна околност се разбира покрај останатите, ја смета помалата количина. Иако се има случајно и да е констатирано како олеснителна околност поседување за лична употреба на некои од наркотиците. Сега, судот дури во некои случаи прави разграничување според штетноста на дрогите, па така и го степенува на некои види санкционирањето по однос на овие кривични дела, што е можеби мала надеж во поглед на крутото толкување на обвинителството според фамозниот правилник по кој што постапува. Но сепак далеку дека е доволно, имајќи предвид дека се уште поседувањето за лична употреба го идентификува и го категоризира како криминогено дејствие, без оглед што и самиот законски текст експлицитно не го наведува тоа, оно што веќе и беше споменато. Сега, со оглед дека од страна и на Врховниот суд чинам имаше една пресуда во која што беше утврдено дека поседувањето на дрога за лична употреба не представува кривично дело, но имајќи го предвид и самиот опис на кривичното дело, неопходно е да се утврди дека постои потреба од како правилно толкување и имплементација на одредбата, каде што јасно стои дека ќе се казни намерата за продажба, но и усогласување не само на казнената политика, туку и воопшто на креирањето на судската пракса во државата, а врз основа на постоечката одлука на Врховниот суд.
Ова особено од причина што и до овој момент самите судови прават, како што напоменав, дистинкција помеѓу видовите на наркотици кои се предмет на прогон, па така истите определуваат пониски казни кога кај обвинетиот е, например, пронеден канабис, за разлика од случаите кога се работи за хероин, кокаин или некои други потешки дроги, што дополнително го акцентира прашањето за категоризација на супстанциите по штетност и за промена во секој случај на казнената политика, доколку станува збор за лична употреба на истите. Јас не би задржувала повеќе. Добро, Натали, ти благодарам. Точно во рамките на зададеното време, но ти ја имаш таа предност да гледаш на тајмер на компјутер, така што добра си. Дали пред да преминеме на практично сега веќе отвораме дискусијата, дали некој од вас веќе има некаков коментар кој што сака да го даде или да надополни? Наташа, ја видов дека е подготвена одма, па Јасмина, повели Наташа. Да, може. Сакам да се надоврзам на она што го кажа колегите, а јас немав време да го спомнам во моето излагање. Чисто само како дополнување на ова палета од случаи кои што ги спомна Игор, неодамна имавме и случај со 0,2 грама канабис помешана со тутун, човекот излежа 1 година затвор. И ова пресуда беше потврдена од апелација, значи Скопски суд, апелација Скопје, и човекот излежа 1 година затвор, што укажува на системски проблем. Се согласувам дека во иднина ние треба да го појасниме, да ја појасниме одредбата за да им биде појасно, но она што во моментот се случува е постапување врз основа на лични ставови. Врз основа на предрасудите на професионалците во однос на генерална употребата на психоактивни супстанции. Еве, веќе разборуваме за канабис, значи истото се однесува и на канабис. Личниот став на полицаецот, не дека он не знае што треба да направи, ама он лично смета дека треба да го казни. Лично смета дека треба да го малтретира, да го држи цела ноќ во станица, да го заплаши, за ушеднаш да не му текне да земе да употребува, па тука го понижува, му вика вети дека нема никогаш повеќе да земеш, ова ти е последно, а ако не кажеш од кај си го купил, ќе те гонам за 216, иако Натали смета дека не е битно за вечерашната дискусија, сметам дека е битно 216, кај што се казнува овозможувањето. Така што ако не каже од кај го купил, нема да го гони за уживање на јавно место за прекршок, туку ќе го гони заради овозможување на другар му затоа што му ја подал цигарата. Така што сметам дека ние покрај измената на законот нема да ги смениме работите доколку не го смениме мајндсетот на професионалците кои утре ќе треба да го спроведуваат законот. Јас меѓу другото држам и обуки на полицајци за постапување со маргинализирани заедници, вклучувајќи ги постапување со луѓето кои потребуваат дроги. И верувајте, од сите маргинализирани заедници, сексуални работници, ЛГБТ луѓе кои живеат со ХИВ, најголем отпор има кон луѓето кои употребуваат дроги. И тоа не е заради тоа што науката вика така, не е заради тоа што законот вика така, туку заради тоа што лично имаат отпор кон овие луѓе, генерално кон дрогите, кон употребата на супстанции и така натаму. Така што да зборуваме за промена, прецизирање на закони, но треба исто така да работиме и на промена на ставовите. Да, веројатно имаме еден сериозен корпус на работи кои што треба да почнеме да ги менуваме и дека не е само легализацијата, декриминализацијата во прашање директно, туку мора да се опфатат многу сегменти во општеството кои што би требало сите сектори да ги работат. Затоа и толку многу панели направивме поврзани од различен аспект и на крајот и затоа и завршуваме со човековите права, бидејќи токму тие ги фаќаат сите заедно во суштинскиот проблем на општеството, ова што го спомена сега, на трешниот личен отпор на луѓето. Не е толку. Јасмина Повели имаше коментар, па после Игор. Уште малку примери да додадеме во однос на зошто сметаме дека конкретно се криминализираат корисниците, особено за рекреативна употреба по лично мислење, надвор од нешто што не постои од кривичната постапка и законите. Ако ви текнува на случајот за Душко млекарот, каде што имаме и ослободителна пресуда за ДИФ или така наречен индустријски канабис кој што расте. Баш сега се спомена Душко во текот на вчерашниот ден за екстрадицијата која што му ја прават од Германија. Точно. Значи, тоа е еден специфичен случај каде што јасно се укажува дека државата гони човек за индустријски коноп.
кој што нема апсолутно никакви психотропни супстанции, тоа е докажано во самата постапка со вештачење и така натака. А второ би сакала да напоменам дека ние како општество не успеавме да потегнеме неколку колективни можеби тужби против државата. Од аспект на нееднаков третман веќе можеме да навлеземе во тој дел, особено по легализацијата за медицински цели, каде што јасно се укажува дека граѓаните се во нееднаква положба од останатите граѓани, од приватните субјекти или компаниите. Понатаму не сме повеле постапки ниту за тортура, нехуман и недостоинствен третман, каде што исто може да размислиме за колективни можеби тужби по тие прашања, затоа што имаме доволно докази и многу луѓе кои што поминали низ тие процедури. Немаме ниту еден, можеби со јавните обвинители да направиме на дебата, зашто ниту еден јавен обвинител не отфрлил до сега ваква кривична пријава од страна на полицијата по член 215, каде што е јасно дека е за лична употреба и дека не се опфатени тие дела, че ниту еден јавен обвинител не се одважил во оваа држава да каже ја отфрлам затоа што ова е јасно дека не исполнува делото во 215. Тоа е страшно. Тоа е криминализацијата. И тогаш ако не сакаат јавните обвинители да разберат, ние навистина мора да покренеме постапки против нив. А на крајот се судиите, ние кога ќе стигнеме веќе на суд, тука со судството имаме други проблеми, генерацијски, едукативни. Не сака да чуја за Европскиот суд за човекови права кој што ги штити лицата кои што се корисници на дроги, нели во однос на нивните права и слично. Некако сме заглавени во цела ова структура, а се уште дискутираме за легализација на растението. Не, ние зборуваме тука за исклучиво повреди на човекови права. Декриминализацијата мора, како што рече Бојан, да се случи утре, односно веќе во понеделник, пошто утре е недела. Нема проблем. Тоа е толку едноставно, лесно решливо, доколку има волја да се седне во собрание и веднаш да се заврши, а за легализација сметам дека треба да разговараме по однос на индустрии, ресори и така натака, и тоа фино да се прецизира за да не дојдеме до поголеми повреди. На крајот од лично искуство и мојот личен случај за кој што не можам да дискутирам многу, затоа што сум во постапка, меѓутоа се наоѓа во Кумановското обвинителство веќе 2 години. Скоро бев да дадам исказ. Јас стојам до тоа и во самиот исказ дека се однесува на нееднаков третман и дека тоа го правам за лична употреба, за лични цели, дека ги застапувам тие права и дека тоа го направив намерно. Значи по легализација за медицински цели, затоа што сметам дека со таа легализација мене веднаш ми следува правото да одгледувам. И тука не сакам да разговарам за права понатаму со државата. Дали обвинителката ќе се одважи и ќе го отфрли мојот случај, ќе видиме. Јас не верувам, сега ќе нуди спогодба. Меѓутоа, ќе го искористам мојот случај за да можам, кога ќе добијам таа спогодба, да можам да демонстрирам точно за она што го зборува особено Игор и Наташа, како изгледа таа постапка. За среќа јас си ги знаев правата, па не поминав онака очекувано како сите други во полициската станица, се задржав многу кратко со адвокатот на телефон цело време. Значи, она што не им го дозволив е да ми ги нарушат правата, водев сметка дека ми се нарушени правата, за да можам потоа да се борам против она што се случуваше. Полицајците, инспекторите, постапката беше ужас. Смее да раскажува од толку не знам многу што детали? Да нема потреба во Не, однос јас да си на... прашам. Адвокативе да ги прашам. Не ви кажувам деталите во однос на како што е во тужбата, меѓутоа одбраната е таа и ќе стојам, значи нема да одам дека се извинувам или за тоа што сум го направила. Има и такви пресуди каде што ве тера да се извините. Тоа е страшно. Да се извините или да признаете дека имате психички проблеми. Тоа е катастрофално, затоа што сте биле психички нестабилни во тој период, вие се извинувате затоа што сте го ристеле. Тоа е хорор во пресудите. По такво понижување јас немам видено на ниту едно друго место за толку ситно, сега ситно дело би рекле, со кое што не нарушувате ништо во општеството. А вашите права се комплетно суспензирани. Одиме соред, Игор па Наташа. Дека Јасмина малце фати од поентата која што сакав да ја кажам, а сакав да се надоврзам на она што го збореше Наташа, дека е битно да се сузбие оној
личен момент, личен анимозитет на службеникот кој што постапува, дали е тоа полициски службеник. Јас би одел дури и со обвинителите, баш во насока на она што го говореше Јасмина, дека се уште не се нашол обвинител кој што ќе каже дека нема да продолжи постапката затоа што апсолутно не е исполнето битието на кричното дело. Тоа е една работа. Втора работа е повторно за оној индивидуален момент за кој што говореше Наташа. Буквално, колку и да звучи нерационално, факторот среќа игра голема улога. Значи, кај кој обвинител, кај кој судија ќе ви се падне. Сме имале случаи каде што сме чекале странката да биде повикана да даде исказ и да ѝ се понуди спогодба по година дена. Значи, можете да замислите вие од кога ќе завршите во станица, ќе ви најават дека ќе следи обвинение и сега вие чекате година дена да ве викнат во обвинителство. Живеете со целата таа анксиозност и неизвестност што ќе ви се случи, а знаете дека ве чека и како висока, па макар и службена, сезоном условна казна. И го има тој момент, имаме моменти каде што буквално од завршувањето во станица до потпишувањето на таа спогодба поминувале неколку месеци. Значи повторно игра лична улога факторот среќа. Добро, благодарам Игор. Наташа? Да, и после, само момент, после излагањето сега на Наташа, во однос на ова, ќе ви дадам простор со завршни зборови по 1 минута. Ќе почнеме од Бојан, па Натали и потоа назад. Добро, значи ќе имам уште можност. Ќе имаш уште еднаш можност за завршни зборови. Да. Добро. Јасмина го спомна, имам толку многу работи да кажам, да се надоврзам, ама еве, чисто само како илустрација или за окружување на еден подолг процес на борба за правата на луѓето кои употребуваат дроги. Го спомна Европскиот суд за човекови права, коалиција Маргини и Сдружение ХОПС години наназад водеа борба пред домашни институции и еве пред една недела добивме позитивна одлука однос на повреда на права на приватност на и злоупотреба на медицински податоци и арбитрирано постапување на полицијата во Струмица. Предходно на почетокот на годината исто имавме случај на арбитрирано земање на ДНК примероци на луѓето. Значи не само повреда на правата во однос на земањето на, односно приведувањето заради поседување за лична употреба или употреба, туку и повреда на нивните права, право на приватност, право на лични податоци и искористување на нивната позиција на маргинализација или нивниот личен статус заради кој што полицијата има или институциите имаат лична предрасуда, всушност и системски се повредуваат правата. Па со овие две пресуди на Европскиот суд за човекови права всушност се докажа дека и Европскиот суд слушна дека луѓето кои потребуваат дроги во Македонија правата им се повредуваат полесно отколку на останатите граѓани. Добро, благодарам Наташа. Бојан бидејќи се јави за коментар досега, плюс завршни зборови, па после тебе Натали, повели. Ајде, ќе пробам и двете во едно. Од секогаш било супер со правници, адвокати, да си на панел дискусија, добиеш толку многу информации, учиш многу работи, нема крај. Би завршил со нешто позитивно, иако кажавме толку многу проблеми и толку многу предизвици, мислам дека свеста раста, младите луѓе се информираат, имаат можност и да искочат од државата, имаат можност да разменат информации, веќе мислам дека пораката се испраќа, да не ги забораваме сите оние коноп фести што се организира од страна на Билка, каде што видовме колкава маса на народ беше на тие настани со нема проблем, повелете друг пат. И да има и друг пат. Колкава маса на народ беше во посета на тие фестивали буквално со чие присуство дадоа поддршка директна или индиректна на легализацијата и целата работа на што работи Билка. Ова е начинот на информирање. Се надевам дека ќе се посакаме да имаме уште многу вакви форуми организирано, дека нема да биде прв и последен, да има уште многу. И уште една важна работа да кажам дека нели нашиот политички свет тука и сегде светот политички се најинтересно се збори за младите и за вработливост, односно невработувањето и немањето на работа. Сакам да кажам дека младите не се селат само заради работа и заради финансии, се селат заради квалитет на живот. Тоа е првата работа зашто младите луѓе се селат. Квалитетот на живот представува и основни човекови права и право на човекот да се грижи за своето тело и за себе така како што мисли дека е најдобро. Тука зборуваме во делот и каде што има и многу збориме за возрастни луѓе кои што се уживатели на канабис, кои што самиот збор уживатели кажува доволно сета на ситуација што се случува. Навистина е поразително да слушаме дека за
0,10, 0,15, 0,20 грама човек лежи една година во затвор. Така што ја би охрабрил повеќе да се движиме кога ние светски европски трендови, каде што зелените работни места се на прво место во економијата. Зелените работни места имаат огромен дел каде што се збори за канабисот. Ќе се вратам на економијата, многу е важна кога сакаме да помогнеме и на државата, да помогнеме што е идејата, го менуваме законот, правиме целосна легализација, декриминализација и ги оставаме младите да работат предприемништвото, да работат во делот на зелени работни места, во зелените политики и да го ставиме лекот на оние што најмногу им е потребно на болните, да го имаат квалитетниот лек. Не зборуваме за сите оние работи што се продаваат и кој што има коментари дека тоа не е тоа што им е потребно. Да го ставиме на болните лекот што е квалитетен и добар за нив. Благодарам. Добро, благодарам Бојан за оваа завршница. Натали, доколку се слушаме, имаш следно завршни зборови кои што можеш да ни ги кажеш во текот на овој панел, така што повели. Благодарам, Огнен. Јас ќе дополнам само дека со оглед дека и самите конвенции на Обединетите нации кои што се специализирани за дроги го утврдуваат различното токму ниво на пенализација и криминализација кога станува збор за лична употреба, значи поседување или одгледување, за разлика од поседување за пуштање во промет, кој мора да биде подложено на санкција. Истите упатуваат на тоа дека владите на државите потписнички на овие конвенции имаат право да не наметнуваат затворски казни за поседување и лична употреба на наркотици. Останува на секоја држава, вклучително и на нашата, да го регулира ова прашање соодветно, а особено кога станува збор за лична употреба. Добро. Толку од завршните зборови? Предобро. Благодарам Натали. Одиме со Јасмина, повели? Ке проработи. Ајде да видиме. Еве. Би сакала само на крај да напоменам дека иднината е зелена, вклучувајќи ги еколошките политики и се оно што може да реинвестираме од однос на канабисот, а индустриската исто така употреба на канабис помага во многу еколошки политики за справување со пластика, отпад, со моднава индустрија, со алишта, со пластични буквално алишта и како втор светски загадувач модната индустрија е сепак во светот, и дека сме свесни дека доаѓаат локални избори, во многу неповолна ситуација е власта, во смисла на веќе отпуштени околу 40.000 работници, голема стапка на смртност, загадување, не се пишува добро, но нема да дозволиме да ја манипулираат или да ја контролираат дебатата како што тргна и се наменија преку своите гласноговорници, медиуми и така натака. Туку ќе бидеме активни чинители и нема апсолутно да дозволиме да останат особено парите, бенефитот од целата оваа работа во рацете на партиските лидери и нивните поддржувачи и бизнисмени. Благодарам Јасмина. Игор? Да почекам да поработи. Ева, да. Одлично, јас прво би им порачал на сите уживатели на канабис, корисници на канабис кои што сметаат дека им се повредени некакви права во постапка доколку биле фатени со канабис или доколку има покренато обвинение против нив да се обратат во Хелсиншкиот комитет за човекови права, им стоиме на располагање со сите наши капацитети. И второ, би апелирал до владата која што кажа дека е подготвена да го отвори прашањето за декриминализација на канабисот. Јас би рекол дека тоа прашање пионерските организации како ХОПС го имаат отворено пред децении и е веќе актуелно и е многу зборено, разговарано, направена навистина широк диалог и широка дебата на таа тема. Сите тие политички пораки кои што ги праќа и навестува дека е подготвена да пристапи кон декриминализација на канабисот, да го преточи во политичка акција, што побрзо да свика една сеопфатна дебата на сите активни чинители и што побрзо да се преточи таа дебата во конкретни законски измени и решенија кои што ќе доведат до декриминализација и легализација на канабисот. Добро, благодарам Игор. Наташа. Добро.
Да, на сите тука целта ни е иста, да не се повторуваме. Јас пак ќе кажам, значи декриминализација веднаш, уште вечерва полицијата, обвинителството, судовите да престанат со прогонот, а во текот на периодот што следува да се седне да се разговара за конкретни модели на кој начин ќе се случи декриминализацијата. Да се престане со де факто криминализација. Доследно применување на законот како што е сега, а дополнително доуредување за да во иднина не ни се случи повреда на принципот на владење на право и правна сигурност, сите да знаеме што е дозволено, што не е дозволено. Така што декриминализација веднаш. Добро. Благодарам Наташа Бошковска, благодарам Игор Јадровски, Јасмина Голубовска, Бојан Петровски и Натали Петровска на линк. Ви благодарам на сите кои што не следевте во текот на ова издание на првиот македонски канабис форум, на кој што имавме можност да слушнеме многу излагања од многу аспекти и за многу нешта кои што се поврзани, а се важни. Некако ги сублимиравме во овој последен панел, по панелот за политиката, панелот за медицината, панелот за бизнисот, панелот за човековите права не направи еден сублимат. Петар Матовски исто така имаше свое 20 и нешто минутно излагање, каде што можевте директно да воочите тоа што доаѓа од научната фела на професионалното, но и од личното искуство, за она што зборува и нашите панелисти сега. Благодарност уште еднаш до поддржувачите, благодарност до од себе, благодарност до Фармакан, благодарност и до Гроушоп, до благодарност до сите оние невладини организации кои што не поддржаа и кои ги повикуваме и понатаму да продолжиме во оваа борба за барањата кои што ги имаме и кои ги изнесовме како Сдруженијето Билка во текот на вчерашниот ден и за кои им благодариме на медиумите кои ги пренесоа во огромен број, да почнат да се исполнуваат овие барања и се разбира пред се и над се, ако некому му е до веднаш закажување состанок, стоиме на располагање. Имаме луѓе кои што сите се стручни од својата област, кои што сите можат да придонесат и да кажат зошто овие барања, кои понатаму, како што спомена и панелистите, може да се продлабошат уште повеќе, можат да бидат применети веднаш и сега. Како што кажа и панелистите, легализација сега и токму во овој дел ве повикуваме да ни се придружите. Благодариме многу, се надеваме дека уживавте во овие 2 дена и дека следниот канабис форум ќе биде одржан со реална публика во живо на старото нормално. Благодариме, чувајте се и бидете трпеливи. Пријатно.